Драги приятели на Пишуваниот збор, драги сограѓани, роднини, пријатели, сите вие кои вечерва се собравте под кровот на овој храм на културата, искрено и од срце ве поздравувам. Присуствувате на објавата на вториот зборник со фолклорни материјали од Струмица и Струмичко, регион толку многу препознатлив по многу нешта, а особено со врвни достигнувања во сферата на науката, уметноста и културата воопшто. Сведоци сме на бројни објави на дела од областта на поезијата и прозата, што сведочи за еден навистина голем потенцијал кој треба да го подржуваме и да го негуваме. За жал, фолклорот во тој поглед беше запоставен со векови наназад. Немам време и простор за поширока елаборација на овој проблем, само ќе констатирам дека со објавувањето на оваа книга работите во таа област прават голем исчекор. Ако културата е дефинирана како збир на материјални и духовни вредности, и ако ја поставиме на вистинското место, таа е една од одликите на нацијата. И материјалите до оваа книга го имат тоа обележие, националното обележие. Прво рецензентите, а вечерва и промоторите си го кажа своето. Јас нема да држам говор, иако би сакал многу да кажам за важноста на фолклорот како обележие на нацијата. Не, јас само ќе се заблагодарам на сите оние кои дадоа прилог оваа книга да виде бел ден. Најпрво ќе кажам дека ова не е само моја книга. Тоа го кажа и Сузана. А не знае ни она што пишува, ни таа знаеш дека тоа ќе го каже. Таа е и ваша. Оти тоа што е запишено, напишено, а сега ви објавено, е запишено од вас, од народот, од нашиот човек, од сите средини и социјални слоеви. Промоцијата се одвива во рамките на обележувањето на денот ослободувањето на Струмица и, како што рече почитуваниот Ѓорги, и во пред 2 дена денот на независноста на Македонија. Зборникот содржи вкупно 140 песни и варијанти. За да се дојде до тој број песни и зборникот да биде тоа што е, освен авторот, заслуга имаат и голем број пријатели, соработници и институции на кои авторот упатува изрази на благодарност. Најпрво, голема благодарност на градоначалникот Зоран Заев и Советот на општина Струмица, без чие разбирање и финансова подршка овој зборник не може да го види светлото на денот. Голема и искрена благодарност до сите пејачи, чии песни се стршата на зборникот. Магистар Ана Витанова Рингачева за сугестиите околу состојувањето на зборникот и за прекрасната рецензија, како и за преубавата вечерашна промотивна реч. Мојата некогашна ученичка и сега врвен новинар во ТВ канал ВИС, Сузана Мицева, за прекрасно искажната промотивни беседи. Магистар Наташа Василевска Трајчевска за лектурата. Никола Сарајлија за активното вклучување и проучување извори со кои се зголеми фондот на песните. Професор доктор Илија Ведев, еден од рецензентите, кој секогаш беше готов да каже, укаже и помогне, а таа помош беше драгоцена. Професор доктор Васил Дравошанов, кој несебично помагаше кога тоа беше потребно. Виолета Сандел, ликовен уметник, кој ја настига кориците на книгата Опеана Струмица со препознатливиот мотив од песната Под кулите на Струмица и остави вид едно преубаво ликовно дело кој дише и живее со вечниот копнеж на љубовта. Јас многу и благодарам. Иван Бозов за изработка на корицата. Владко Филчевски за секојдневната помош и подршка околу компјутерската обработка на книгата. Ѓорги Каледжиев за активната работа околу обликувањето и популяризацијата на книгата, како и за прекрасното водење на вечерашната промоција. Локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето Струмица и директората Тања Гошева како издавач. Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и директорот Зоранчо Малинов за несебичната помош околу снабдувањето со литература. Заводот музеј Струмица и директорот Зоран Рујек за покажаното разбирање и устапување фотографии од личностите опејани во песните во зборникот. Националната установа Центар за култура Антон Панов, Струмица и директорот Ваня Јовев
за покажаното разбирање и овозможување вечерашна промоција да се објава во вакви благопријатни услови. Благодарност и до нашите драги пријатели разбиени струмичани, кои дадоа шмек на вечерашна промоција. Многу ви благодарам. Ќе го спомнам господинот Перо Дамутов, кој со својот милозвучен кавал го збогати вечерашниот настав. Искрена благодарност до собственикот и вработените при печатницата Графосервис Струмица, кои ударнички работеа оваа книга вечерва да се најде во вашите раци. И на крајот благодарност кон оние кои ова што го гледаме овде, што се случува, го внесуваат во вашите домови, електронските пишуваните медиуми, ТВ каналите, ВИС, А1, Интел, Канал 5 и така натаму, и покрај тоа што не се тука сите, јас сепак им благодарам. Благодарност и до фотографите Сречко Бунчев, Роберт Георгиев, Митко Иванов и другите. На мојата фамилија, без чија подршка оваа книга не може да се роди. Да работиш, да живееш во Иван Котев не е лесно, до 3 сата лопоте цела ноќ пишува, а некој треба да го поднесе. Многу благодарам. На сите вас кои со своето присуство го збогатите овој настан, уште едно големо благодарам. Јас како автор топло им се заблагодарувам на сите други кои на еден или на друг начин помогнаа во создавањето и обзнанувањето на оваа книга. Ако некој се чувствува изоставен од овој долг список, нека ми прости.